Почитувани медиуми, добро утро. Денеска имаме важна тема да зборуваме, не повеќе важна од било која друга година претходно во нашиот развој како држава. Но оваа година е посимволична бидејќи го започнавме нашето поврзување со Европската унија, со тоа и патното поврзување и одржливата инфраструктура која ќе ни го трасира патот кон полесна интеграција. Годишниот извештај на Европската комисија, чии наоди секако ги земаме со сериозност, само го потврди фактот дека имаме работа која мораме итно да се фатиме да ја работиме и сработиме. Потребата за одржлива инфраструктура, отпорна на овие влијанија, се зголемува и многу земји сега се соочуваат со предизвикот да обезбедат зголемени инвестиции во ера на намален фискален капацитет. Вложувањето во подобрена и одржлива инфраструктура е неопходност за постигнување на развојните економски цели кон кои сме насочени. Она што мораме да го подобриме е нашата реализација на истите. Затоа, тоа што ни е состојба и е факт повеќе од 30 години наназад, мораме итно да ја менуваме и владата превзема мерки за воспоставување на ново тело за координација на големите инфраструктурни проекти, која што ја нарекуваме единица за следење капитални инфраструктурни проекти, која ќе биде центарот во кој ќе се слеваат сите информации за секој голем инфраструктурен проект со цел мониторинг на спроведувањето, но и навремено алармирање за аномалии, пропусти или задоснување со цел надминување на сите овие проблеми со кои историски нашата држава се соочува при практична имплементација, односно изведба на големите инфраструктурни проекти. Особено ова се однесува во делот на изградба на патишта. И затоа точното и квалитетно планирање и проектирање треба да ја олесни навремената реализација. Доброто и квалитетно планирање, како и јасното распоредување на приоритетите е развојот напред. Патиштата како еден од основните сегменти во инфраструктурата се тесно поврзани со економскиот раст и развој. Од една страна, изградбата на патиштата силно го потикнува економскиот раст и развој и секако од друга страна економскиот развој и целокупниот раст на бруто домашниот производ потикнува изградба на нови патни врски кои ќе овозможат подобра комуникација која е од огромно значење на сите чинители во едно општество. Не треба да забораваме дека изградбата на одржлива, добра патна инфраструктура влијае на зачувување на животната средина, како и напредување на квалитетот на живот на нашите граѓани, вклучувајќи и нивната безбедност. Ви благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, драго ми е што денеска сме овде заедно со професорите од Друштвото за патишта. Би сакал да искористам и оваа прилика да го честитам уште еднаш 55 годишниот јубилеј од формирањето на Друштвото за патишта и да посакам успешна работа на овој конгрес и од овој конгрес секако да произлезат значајни сугестии, размена на мислења помеѓу гостите кои што се овде од територијата на цела Европа и нашите инженери и професори. Она што значи реализација на нашата транспортна стратегија и во делот на патната и во делот на железничката инфраструктура, морам да истакнам дека во текот на оваа 22 година ние пред конечниот рок го завршивме еден од најголемите инфраструктурни објекти во источниот дел на државата, а тоа е експресниот пат Штип-Кочани, кој што е веќе во употреба и кој што ги дава своите позитивни резултати и бенефити за граѓаните, а пред крај сме со реализација и со завршување на вториот експресен пат од Штип до Кочани. Во делот на железничката инфраструктура веќе еден од приоритетите на владата беше отпочнување на коридорот 8, кој што пред неколку дена го најавивме почетокот и стартот на инвестиција во вредност од 200 милиони евра, што е уште еден исчекор во насока на реализација на нашите транспортни политики на главните коридори. И во исчекување сме на завршување на постапките, кои што ги води јавното претпријатие за државни патишта за избор на консултант и надзорен орган за да се влезе во следниот чекор од постапката за отпочнување со реализација на нашите патни коридори, коридорот 8, делниците Тетово-Гостивар, Гостивар-Кичево и Требениште-Струја-Ќафасан, како и делницата Прилеп-Битола. Останатите два експресни патишта, тоа е експресниот пат Градско кон Прилеп, се работат со одлична динамика и експресниот пат Ранковце Крива Паланка секако, а во текот на
еве наредните недели завршува и рехабилитацијата на превод Плетвар од коридорот 10D, така што во едно тешко време, во време кога имаме сериозен пораст и на цените, и на материјалите, и на овие трендови кои што ги имаме наметнати од светските берзи на градежните материјали пред се, немаме запирање на градежните работи, напротив, работиме и продолжуваме со реализација на капиталните проекти во државата. Благодарам.